Денес во попладневната програма темата е комуналниот ред, колку граѓаните го почитуваат. Најповикан на оваа тема за разговор е овластената инспекторка Ирена Левкова од општина Велес. Ирена, најнапред за да можеме да разговараме на темата, кои се надлежностите на вас како инспектор по кои што вие постапувате? Добар ден и од мене до сите гледачи на македонската телевизија. Комуналниот инспектор работи и постапува согласно законските надлежности кои што произлегуваат од Законот за комунални дејности, Законот за снабдување за вода и одведување на урбаните отпадни води, Законот за урбано зеленило, Законот за јавна чистота. Рековте на што се повикувате, на кои закони. Гледаме низ градот примери, градажен шут оставен на површини, јавни површини, габаритен отпад оставен покрај контейнери. Колку, да кажеме, велешани граѓаните ги почитуваат тие нормативи пред се на граѓанско однесување, не мора тоа законот да го санкционира? Пред се тоа спаѓава во овластувањето што ги имам јас по Законот за јавна чистота, каде што е забрането депонирање, оставање, односно на секој вид отпад покрај садовите за отпад, односно контейнерите кои што се наменети првенствено за изнесување на комуналниот отпад од домаќинствата. Појавата на градежен шут и на габаритен отпад покрај контейнерите за отпад или на јавните површини е појава што ја среќаваме, но не од сите граѓани. Имаме несовесни граѓани кои што од вршењето на своите градежни работи по домовите, наместо градежниот шут да го одложат во градежната депонија, каде што ние имаме градежна депонија во општина Велес, тие ги полнат садовите за отпад или ги оставаат покрај садовите за отпад. Значи, што е потребно да направат граѓаните? Потребно е граѓаните со дадениот градежен шут од вршењето на нивната градежни работи да го депонираат во депонијата. За габаритниот отпад исто така по несовесни граѓани го оставаат покрај садовите за отпад или на јавна површина. Апелирам до сите граѓани кога имаат габаритен отпад, да се јават во јавното комунално предпријатие, сектор комунална хигиена, да се договорат за местото и времето кога ќе им биде земен од нивните домови габаритниот отпад. Пред да се договорат да не го оставаат покрај контейнерите или на јавната површина. Како реков дека тоа некоја норматива е нормално однесување на граѓаните, но за жал има некои несовесни. Како да се едуцираат граѓаните, дали можеби на сметките на деревен треба да ги пишувате овие работи? Како да се едуцираат и дали казните помагаат? Едуцирањето на граѓаните сметам дека треба да започне уште најраната возраст во училиштата, каде што децата, учениците ќе се запознаат што е тоа јавна површина, што е тоа јавна чистота, како треба да се грижиме. Кога учениците појадуваат хартијата од појадокот, не треба да ја фрлаат на зелената површина, не треба да ја фрлаат на тротоарот, туку тие треба да го фрлаат во садовите за отпад кои што ги имаме доволно поставени на јавните површини. Казните, дали ги едуцираат и дали има различни граѓани, не можеме сите граѓани да ги сврзим, да ги изедначиме. Некои граѓани не ја повторуваат постапката, но некои граѓани за жал не им значи изречената глоба, може да го повторат истото. Да најавиме од понеделник започнувате една голема акција Чист Велес, зашто се однесува тоа? Акцијата Чист Велес е во согласност со одлуката за комунален ред и мерки на нејзино спроведување на територијата во Велес. Таа се однесува на оставените хаварисани возила на јавните површини, сообраќајниците, зелените површини, углавном се што е јавна површина. Акцијата ќе биде спроведена заедно со МВР СВР Велес и општина Велес. Таа ќе се одвива во две фази. Првата фаза ќе биде од превентивен карактер и ќе започне на 14 април со лепење на лепници со рок за отстранување. Втората фаза ќе започне по првата фаза со контрола на лице место кои моторни возила се одстранети од јавната површина, дотолку тие не се одстранети од страна на општина Велес и МВР, секој во својата МВР СВР, секој во својата надлежност ќе изречува глоба. Да прецизираме, хаварисано и оставено возило може да се разграничи тоа?
Па може да се и хаварисаното е оставено возило, но меѓутоа во буквална смисла хаварисано возило е возило кое што не може да се движи на сопствениот погон, а додека оставеното може да се движи, но подолго време стои на таа јавна површина, ја завзема таа јавна површина, никој не се грижи за него. Некоја таа минимална разлика би ја направила. Во однос на постапката, дали тоа граѓаните кај вас писмено реагираат или на кој начин доаѓате до информациите? Па комуналниот инспектор согласно законските надлежности постапува по службена должност и по иницијатива за поведување на инспекцијска постапка доставена од страна на граѓаните кои што го наведуваат проблемот. Испаѓам на лице место, ја констатирам фактичката состојба и од фактичката состојба на лице место, согласно моите законски надлежности, донесувам акти, изрекувам опомена, изрекувам решение со задолжување на наредба или пак глоба за прекршокот што е на лице место затечен. Во градскиот парк служи за рекреација, ама таму гледаме рекреираат, ама колите ги оставаат на тие јавни простори. Дали тоа можеби некаде е во ваша надлежност? Да, во Законот за урбано зеленило забрането е паркирање и оставање на моторните возила на зелените површини. Исто и овдека апелирам до сите граѓани кои што одат во градскиот парк или да спортуваат, или да се рекреираат, или едноставно да уживаат во убавините на нашиот прекрасен градски парк, автомобилите да си ги оставаат на паркинзите. Ирена, сцена што сакам да се одјава, морам и ова прашање. Рековте за одржување на јавното зеленило. Дали можеби оно што ги крадат цветињата, кај вас во ваша надлежност, такви примери гледаме сите? Тој што го сторува тоа треба на лице место да биде затечен за стореното дело. Па се случува од време на време, се случува дека имаме и такви граѓани кои што за своите дворови си ги вадат цвеќињата од јавната површина за да си ги посадат и да им го разубават нивниот двор. Да, тоа беше Ирена Левкова, овластен комунален инспектор, единствен што ги има општина Велес, кој што треба да се справува со комуналната некултура на Велешани. Студио